Почитувани пратеници, кога ме обвинувавте за овој тендер за кој што ниту сум знаел, ниту сум можел да знам дека после 6 месеци ќе настане промена во управувачката структура или во сопственичката структура на фирмата со која што веќе сме имале склучено договор во многу транспарентна процедура, во која што на електронска аукција за 20 милиони денари е намалена цената. Овој договор веќе го раскинав. И вие сте еден од министрите плачковци. Тогаш кога ќе има потреба таа работа, ќе излезете и ќе плачете пред македонската јавност без да кажете зошто тоа сте го направили. Прва работа, значи ако тоа било електронска аукција, ако вие ништо не се знаеле, не објаснивте зошто сте ги правеле измените на условите во тендерот на 26.12.2012 година и да вклучувате кој се може да конкурира и да се внесе цевта за да може фирмата од Србија да конкурира, а предходно во еден печатен медиум да се најави во Србија дека наскоро започнуваме со соработка и во Република Македонија. При тоа да не го покажете за целиот овој период договорот кој што е склучен помеѓу македонската и српската фирма, да се борите и да тврдите на комисија дека е се правно во ред и дека немате намера да го раскинете договорот, за да денеска слушнеме дека вие го раскинувате договорот, дека нема правни пречки, ама имало етички проблеми. За етички проблеми се поднесува оставка од министер и си заменувате дома. За правни проблеми имате проблем со правото и одите некаде на друго место. До сега има исплатено 0 денари. И на крајот, значи, вие не можете да ја лажете целата македонска јавност, и тоа што го кажавте сега зборува за вашиот кредибилитет, за се друго што зборевте. Кажувате дека вие не сте исплатиле ниту 1 денар, ниту 1 евро по однос на овој тендер. Еве вие фактурата и 40.000 евра кај ги имате исплатено по однос на овој тендер на Висарис МКД. И сега на кој да му се верува? На тој што излегува плачена говорница и кажува што е правно и што е етички, или да се верува на документиви и на фактуриви?